Сакам да ви се заблагодарам на сите што одвоивте време за денешниот состанок. Сметам дека темата е многу битна од многу аспекти. Сакам да напоменам дека ова не е презентација на готов извештај, туку на нацрт и на предлог мерки и анализи кои што се направени и за кои што ќе ви бидеме благодарни ако се вклучите во дискусијата, ако не се согласувате со некој од нив, ако имате предлози за подобрување, да ги дискутираме со цел да добиеме еден извештај кој што навистина ќе биде применлив во сите аспекти на повеќе институции кои што денеска се вклучени и беа поканети на овој работен состанок. Ке многу ќе ни значат сите ваши коментари и предлози. За почеток сакам да ви дадам краток вовед зошто е направена оваа студија и која е незината цел. Значи, индустријата е многу битна за економскиот развој на државата, но од друга страна, тие се големи потрошувачи на енергија. Ние работиме на проекти за климатски промени, секое намалување на потрошувачката на енергија е од значителна важност, од аспект дека со секое намалување на потрошувачката на енергија се намалуваат и емисиите на стакленички гасови во атмосферата. Во досегашното искуство ќе кажам неколку примери дека индустриите најчесто кога станува збор за намалување на потрошувачката во рамките на целиот производен процес, повеќе фокус даваат на тоа да имаат ниски влезни трошоци, односно да набават што поевтини суровини. Многу малку од нив размислуваат како да ја намалат цената на производ во рамките на самиот производен процес, односно како да вметнат во производниот процес мерки со кои што ќе се намали потрошувачката на цената и потрошувачката на енергија и цената на крајниот производ. Затоа сакавме да направиме една анализа и кога почнавме да размислуваме, секторот индустрија е релативно голем сектор, опфаќа многу различни гранки, големи, мали индустрии. Многу е тешко да се обезбедат податоци за сите и слично. И почнавме да размислуваме од каде би можеле да почнеме. Александар малку ќе збори повеќе на таа тема. Кога станува збор уште и за климатските промени, сакам да кажам дека ние подготвуваме како држава инвентари на стакленички гасови. Тоа значи емисии на гасови кои што предизвикуваат ефект на стаклена градина во различни сектори, меѓу кои што е и секторот индустријски процеси. Значи, исто ни се потребни податоци. Дел од тие податоци ги добиваме од официјални извори, од статистика и од други работи, меѓутоа дел се потребно да се собираат и од самите инсталации. Нешто повеќе околу самиот тој процес кој што се обидовме во рамките на тимот да го склопиме како шема, и тоа е ова шема за мониторинг, известување и верификација за секторот на индустрија. Тоа во превод значи процес со кој што ќе се овозможи добивање на соодветни податоци за да можат да се пресметаат емисиите на стакленички гасови и истите да се известат кон рамковната конвенција за климатски промени. Затоа повеќе ќе ви кажат во понатамошниот после презентацијата на Александар, Јасмина и Пепа. Јас би предложила да ги проследиме двете презентации, па после тоа да имаме дискусија и ќе ве охрабрам навистина секој предлог кој што го имате, што би можело да се промени, дополне, да го дискутираме после. Повели Александар. Благодарам, Пале. Само да ја уклучам. Кажете ми само дали се гледа, дали е све во ред? Да, се е добро. Добро. Добар ден на сите, повтор пат од мене. Како што и Павлина спомна во нејзиното излагање, денес ќе зборуваме за студија за индустрија и предлог на политики и мерки за ублажување на климатските промени. Но она што ме радува денес посебно е тоа што имаме од Министерството за економија представник токму од делот за индустрија и имаме представник од индустријата, представник кој што доаѓа баш од индустријата,
чии што коментари ни се доста значени за да можеме да добиеме продукт кој што понатаму ќе може и да се спроведе, не само да остане напишан на хартија, туку да може и, како што реков, да се спроведе. Она што го напомена исто Павлина, ќе го напоменам јас, ќе го повторам, е дека ова не е финална верзија на студијата, ова е првична верзија на студијата. Затоа сме денес овде да ви ја презентираме и да потоа ги слушаме вашите коментари и дополнително да ни испратите, ќе ви биде испратена и студијата, дополнително доколку имате забелешки и коментари по самиот текст на студијата, исто така да ни испратите за да можеме да ги инкорпорираме и да ги разгледаме вашите коментари. Значи има неколку дела презентацијата во овет. Подобро да ја запознаеме индустријата, предлог на политики и мерки и сценарио во кој што се инкорпорирани сите политики и мерки. Не можеме да зборуваме за одржлив развој ако во тој одржлив развој немаме вклучено и индустријата, која што има се поголемо значење во тој одржлив развој, меѓутоа не може да се направи одржлив развој во индустријата доколку и понатаму продолжи да се применува линеарната економија. Значи потребно е индустријата полека да се менува и да се инкорпорира, да го инкорпорира принципот на циркуларна економија, кој што принцип значи не само земање на ресурси и нивно користење, туку и кога ќе се дојде до готов производ, потоа од кога ќе се искористи тој производ повторно да се реискористи производот. Постојат големи корпорации кои што веќе го инкорпорираат овој принцип на циркуларна економија, меѓу кои што еве ќе ги наведам IKEA, понатаму Target и некои други кои што веќе го имаат инкорпорирано овој пристап на Caterpillar и така натаму. Исто така индустријата се и модернизира. Значи индустријата се модернизира и сега сме на ниво на 4.0 индустрија која што вклучува информатичката технологија и развојот на информатиката и автоматиката во самата индустрија. Индустријата гледано на светско ниво учествува некаде со околу 30, односно вработува околу 30% од населението на светско ниво е вработено во самата индустрија, значи дека таа доста придонесува за вработување од една страна, потоа придонесува во додадената вредност на индустријата во бруто домашниот производ, но како што беше напоменато, кај индустријата е имплементиран и оној пристапот 80-20-80, 80 значи дека 20% од индустријата троши 80% енергија, 80% од енергијата. Односно, индустријата е еден од секторите кој што е најмногу енергетски интензивен и некаде во зависност од држава во држава. Пример, во Европа е некаде околу 22%, додека на светско ниво потрошувачката во индустријата достигнува и до 30% од вкупната финална потрошувачка на енергија. Што е главната цел на оваа студија? Значи, главната цел на оваа студија е да ние овозможиме и понатаму да имаме индустријско производство и да имаме раст на индустријското производство, но при тоа да ја намалиме потрошувачката на енергија, со што ќе нам овозможиме и намалување на емисиите на стакленички гасови, но ќе ги намалиме и емисиите на локални емисии кои што доаѓаат од овој сектор. Кога почнавме да изработуваме оваа студија, наидовме на еден проблем што никаде не можевме да најдеме на едно место структурирани податоци за целата индустрија, број на вработени, не знам, потрошувачка на енергија и така натаму и така натаму. Значи, или економскиот дел ќе биде разработен на едно место, или делот со потрошувачка на енергија, или број на компании и така натаму. Така да ние сакавме на едно место да сите овие работи ги ставиме и да направиме на преглед на индустријата и која е нејзината улога во економијата, но и во потрошувачката на енергија и генерирање на емисии на стакленички гасови. Потоа, целта е да предложиме мерки со кои што ќе ги убложиме климатските промени и на крајот да го одредиме потенцијалот на секоја поединечна мерка, како и потенцијалот на ублажување при имплементирање на сите мерки заедно. Како стигнавме до овој документ, значи
Веќе со UNDP имаме долгогодишна соработка во изработка на извештаи кои се поврзани со климатските промени, но во последните 3 години изработивме и 3 студии кои што се поврзани не само со климатските промени, него и со локалното загадување. Тоа е студијата за грејење на градот Скопје, студијата за транспортот на ниво на Македонија и студијата за транспорт на ниво на град Скопје. Уште при изработката на овие две студии за градот Скопје, транспортната и студијата за грејење, видовме дека има потреба од изработка на ваква студија за индустријата и таму да предложиме подетални мерки, затоа што никогаш до сега немавме предложено детални мерки во оваа индустрија во делот на ублажување на климатските промени. Така да, од таму произлезе идејата која што ние на некој начин успеавме да ја реализираме и да ја преточиме во документ, се разбира со поддршка на UNDP. Првиот дел, како што реков, е ајде да ја запознаеме индустријата. Значи, кои компоненти, колку индустријата придонесува во бруто домашниот производ. На ниво на Македонија во период 10-11 година до 2018 индустријата учествува некаде со околу 10% во бруто домашниот производ, односно 10% додава вредност во бруто домашниот производ, од кој што останата индустрија, каде што најмногу влегуваат, сега овде зборуваме индустрија, меѓутоа всушност овај термин индустрија го вклучува вадењето на камен, потоа и преработувачката индустрија и градежништвото. Така да, кога во овој денес ја го користам терминот индустрија, значи се ги опфаќа овие три гранки. Останата индустрија во која што влегуваат всушност градежништвото учествува некаде со околу 50% во додадената вредност која што доаѓа од индустријата. Понатаму инженерството и друга метална индустрија учествува со 15% во 2017 година, кој што чие што учество постепено се зголемува затоа што овде влегуваат пред се компаниите за кои што работат со програмирање, кои што се малце енергетски интензивни, но додаваат голема вредност во самата индустрија. Трета, која што најмногу придонесува, е прехранбената индустрија и текстилната индустрија. За разлика од сите овие индустрии, од друга страна, ако гледаме кој најмалку учествува во додадената вредност на индустријата, тоа се индустријата за железо и челик и индустријата за хартија и печатење, кои што учествуваат со некаде 2% во додадената вредност која што доаѓа од индустријата. Во периодот 11-17 бруто домашниот производ се зголемува за околу 14%, додека додадената вредност од индустријата се зголемила за 29% во истиот овој период. Број на активни субјекти во делот на индустрија има околу 13.850 субјекти. Значи, мерките кои што треба да се имплементираат, кои што се предложени овде, не треба да се имплементираат на не ги опфаќаат сите 13.850, меѓутоа опфаќаат голем дел од нив, особено оние кои што се најенергетски интензивни компании. Додека во бројот на вработени, индустријата е приближно исто колку на светско ниво во Македонија и опфаќа околу 30% од вработените. Она што е карактеристично ако се гледа структурата на вработени, е дека има структурата на вработени по сектори, има некој континуитет, односно овој процент на 30% вработени во индустријата е од 2011 до 2017 во целиот период додека ги анализиравме, тој процент од 30% е константен. Од вкупниот број на вработени во индустријата според анкетата која што ја прави Државниот завод за статистика, а се базира на анкетирање на одреден број на деловни субјекти, произлегува дека 24% работат во останата индустрија, како што реков, тоа се градежништвото, 22% во метална инженерство и друга метална индустрија, каде што реков најголем дел се, ајде така да кажам, програмери, односно потоа во текстилната индустрија работат околу 30% и повторно ќе кажам дека во индустријата за железо и челик работат некаде од 4 до 5%. Во потрошувачката на енергија, индустријата учествува во последната година, во 2018, учествува со 22%. Меѓутоа, она што е карактеристично за индустријата во овој разгледуван период
е тоа што таа постепено го намалува своето учество во финалната потрошувачка на енергија, кое пред се е резултат на затворањето на одредени капацитети како за да ги исполнат високите еколошки стандарди кои што им беа поставени, односно да добијат таа интегрирана дозвола. Така да во 14-15 година не работеше дел од Макстил, сега не работи се уште Југохром, и тоа е еден од причините зашто имаме намалување на учеството на индустријата во финалната потрошувачка на енергија. Од друга страна, ако гледаме по подиндустрии, токму и се гледа она што за кое што зборувам сега, дека токму индустријата за железо и челик е она кое што има намалување во потрошувачката, кое што, како што реков, е резултат на исполнување на одредени еколошки стандарди, односно затварање, затварање на капацитетите за да можат да ги имплементира стандардите и нивно повторно отварање, меѓутоа Југохром, како што кажав, се уште не е почнат со работа. Значи видовме дека индустријата за железо и челик учествува со 2% во брутодомашниот производ, учествува со 4% во бројот на вработени, но е најенергетски интензивната, односно има најголема потрошувачка во оваа индустрија. Сепак можеме да кажеме, ако направиме која е потрошувачката на енергија во индустријата, значи во оваа индустрија, која е потрошувачката на енергија и колку е индексот на индустриско производство во оваа индустрија, ќе видиме дека имаме подобрување на енергетската ефикасност, односно претпоставуваме дека со имплементирање на еколошките стандарди се подобрени одредени процеси, со што се овозможува и подобрување и зголемување на индустриското производство при намалена потрошувачка на енергија. Значи, после 2014 и 2015 година гледаме дека намалувањето на енергијата е проследено со намалување на индустриското производство и зголемувањето е проследено со зголемување на индустриското производство. Од друга страна, хемиската индустрија е некако константна, значи немаме некои преземени големи мерки во ова индустрија за да кажеме дека има намалување на подобрување на енергетската интензивност. Ало? Се слушаме? Да, се слушаме. Добро. Во прехранбената индустрија, која што можеби е најлесната индустрија каде што може да се имплементираат мерки за енергетска ефикасност и на некој начин оние стандарди кои што се дефинирани на европско ниво, па и кај нас, како што се, например, означување на производи, зголемување на енергетска ефикасност на производите и така натаму, сето тоа доведува до значително подобрување на енергетската интензивност во оваа индустрија. Како што може да видите во прехранбената индустрија имаме значително зголемување на за 20 процентни поени имаме зголемување на индексот на индустријско производство, додека потрошувачката речиси да останала константна во овој период, има и мало намалување во овој разгледуван период. И на крајот е инженерство и друга метална индустрија, која, како што реков, овде влегува пред се оние кои што се занимаваат со програмирање, програмерските компании, каде што не се бара многу голема потрошувачка енергија, не се енергетски интензивни, но додаваат голема вредност и имаат голем индекс на раст на индексот на индустријско производство. Сепак можеме да видиме дека во периодот од 13 до 18 година има благо подобрување на ефикасноста, но не така значајно подобрување на индексот на енергетската интензивност во овај сектор. Во делот на емисии на стакленички гасови, енергетиката учествува со 74% во емисиите на стакленички гасови во 2016 година, а од тие 74%, во тие 74% индустријата учествува со 14%. Од друга страна, не е единственото место каде што учествува, не е енергетиката единственото место каде што индустријата придонесува во емисиите на стакленички гасови. Исто така имаме емисии на стакленички гасови и во секторот IPPU, односно индустријски процеси и користење на производи. Значи при самото производство на одредени процеси се генерираат емисии на стакленички гасови и во овој дел кој што во IPPU секторот кој што учествува со 8,5% во вкупните
емисии на стакленички гасови, 34% отпаѓаат на металната индустрија. Што значи дека индустријата земено учествува некаде со околу 20%. Кои мерки се предложени? За да можеме да имаме база да предлагаме мерки, значи потребно е да имаме во најдобар случај да се спроведе енергетска контрола или да има имплементирано 50.001 стандард во поголем број на индустрии, за да може да се влечат податоци каде тие све индустрија трошат енергијата. Она што ние го направивме е најголем дел од мерките и податоците кои што се користат при моделирањето на мерките за да може да го одредиме нивниот потенцијал за намалување, се базирани на проектот на УНИДО, не на студијата, туку на проектот на УНИДО, кој што и беше имплементиран. Иван овде може да ме коригира, мислам дека околу 23 компании го имплементира, овој проект беше имплементиран. Без разлика која и мерка да се предложи, најпрво е потребно да се изработи, да се имплементира мерката за управување со енергија. Оваа мерка всушност представува множество од меѓусебно поврзани алатки за следење на потрошувачката на енергија во индустријата, за да може да се дефинираат, точно да се одреди во кој дел треба да се преземат одредени мерки за намалување на потрошувачката на енергија и со тоа намалување на емисиите на стакленички гасови. Тоа подразбира пример домаќинско работење, употреба на системи за контрола, подобрување на размислувањето на самите системи, како и промена на дизајнот на самите процеси. Она што е важно за оваа мерка е дека таа всушност е поддржана законски во Македонија со новиот закон за енергетска ефикасност, кој што вели дека на секои 4 години големите компании, а тоа значи компании кои што исполнуваат некои од условите да имаат повеќе од 250 вработени или да имаат приход повеќе од 10 милиони евра или да на крајот на годината друштвото има повеќе од 11.000 евра, вкупните средства да бидат повеќе од 11.000 евра, треба да спроведе енергетска контрола на секои 4 години. Доколку компанијата има имплементирано стандард ISO 50001, што значи управување со енергија, во тој случај не е обврзана да ги прави овие енергетски контроли на секои 4 години. Сега кога зборуваме за енергетската контрола, таа може да биде спроведена од лица кои што се вработени во самата компанија или од надворешни лица. Она што се препорачува е да лицето од самата компанија, лице кое што најдобро ги познава процесите, да биде назначено за енергетски менаџер и тоа лице всушност да предлага мерки како да се намали потрошувачката во самата компанија. Имплементирањето, доколку сакаме да имплементираме 50.001 ISO стандард, имплементирањето би не чинело некаде во зависност од компанијата од 100 до 250.000 евра. Системите кои што се имплементирани во алкалоид, во вардар доломит, понатаму во Макстил се од ред големина околу 150.000 евра. Откако ќе се имплементира, значи тоа е првиот чекор за да се имплементира било која мерка е да се спроведе или енергетска контрола, или да се направи, или да се воведе 50.001 стандард. Потоа, први мерки кои што треба да се имплементираат се меките мерки. Тоа се мерки кои што не барат инвестиции или барат многу мали инвестиции. Како што се, например, исклучување на работите кога не се употребуваат, спроведување на добро одржување, подобрување на изолацијата на одредени цевки и така натаму, намалување на протекување доколку има протекување, а од она што го добивме од УНИДО е дека речиси и да нема индустрија и да нема компанија во која што тие го имплементирале стандардот 50.001, а да не имплементирале мерка за намалување на протекувањето, дали тоа ќе биде на некој мотор, дали на некоја цевка и така натаму. Така да, првите мерки кои што треба да се преземат се меките мерки. И како што реков, тоа е направено во голем број на компании во Македонија, како например во РЕК Битола,
во Вардар Доломит и така натаму. Понатаму имаме енергетски перформанси на зграда. Во енергетските перформанси на зграда влегуваат всушност 3 мерки. Тоа се осветлување, грејење и ладење и изолација врати и прозорци. Оваа мерка всушност е нешто ново споредено со она што го имавме во третиот двогодишен извештај за климатски за климатски промени, каде што изолацијата и осветлувањето не се разгледувани како посебни мерки. Меѓутоа сега врз основа на податоците кои што ги добивме, можевме и си дозволивме да и овие мерки ги вклучиме. При тоа се покажа дека осветлувањето значително може да влие во намалување на потрошувачката, затоа што зборуваме за големи индустрии кои што имаат голем инсталиран капацитет на голем број на сијалични места и голем инсталиран капацитет по сијалично место. Во системите за грејење и ладење исто така има голем потенцијал за заштита, особено со вградување на топлотни пумпи и искористување на топлината од процесите, нешто што во некои индустрии исто така веќе е имплементирано, и изолација на самите објекти. Во делот на мотори, во делот на мотори се предвидени 4 мерки. Тоа се соодветно одржување и користење на постојните, замена на моторите, и овде на презентацијата се преместени, значи компресиран воздух и пумпи влегуваат во делот на мотори затоа што тие користат мотори и затоа се вклучени во овој дел. Она што е важно кога зборуваме за моторите е дека се повеќе и повеќе се зголемува енергетската ефикасност исто така на моторите и зборуваме за стандарди кои што имаат и 5 до 10% поголема ефикасност од, например, IE4 стандардот има 5 до 10% поголема ефикасност споредено со IE3 стандардот на мотори, а се очекува новите стандарди IE5 да има дополнителни 5 до 10% подобрување на енергетската ефикасност. Она што е значајно за моторите е точно да ја знаеме примената на моторот и точно да го димензионираме моторот доколку купуваме нов мотор. Старите мотори, односно постојните мотори, треба постојано да и соодветно да ги одржуваме за да имаме намалување, да немаме зголемување на потрошувачката на енергија. Воведување на CO2 такса во индустријата, односно поделба на ETS и non-ETS, во Македонија се уште немаме, меѓутоа со новиот закон за климатска акција се разгледува можност од воведување на CO2 такса, која што па како мерка единствено воведување не можеме да го видиме придонесот на таа мерка ако само го воведиме. Затоа таа мерка во нашата анализа е заедно моделирана со промена на процесот. Промена на процесот во индустријата. Кога зборуваме за дизајн на процесот, имаме 3 мерки. Тоа се промена на гориво, ладење, особено со фрижидери, зголемување на фрижидерите со поголем коефициент на перформанси, и системите за парија. Видовме дека, например, алкалоид, најголем дел од заштедите ги има во делот на системите за парија, и овде има голем потенцијал за намалување на потрошувачката на енергија. Сите мерки заедно, ако ги гледаме поединечно сите мерки, нивниот потенцијал е некаде 28%, може да ја намалат потрошувачката на финална енергија за 28% споредено со основното сценарио. Овде не зборувам за основно сценарио затоа што тоа е истото сценарио кое што се користи и во третиот двогодишни извештај за климатски промени и во стратегијата за енергетика, односно тоа е сценарио во кое што не се преземаат никакви мерки во делот на енергетска ефикасност. Значи, доколку ги преземиме овие мерки, ние можеме да доведеме до намалување на финалната потрошувачка енергија до 28%. Најголеми заштити доаѓаат од мерката промена на процесот заедно со CO2, воведување на CO2 такса, и тоа некаде околу 56%, кои што се резултат пред се на искоренување на потрошувачката на јаглен и заменување со природен газ и со обновливи извори на енергија, пред се биомаса. Она што го добивме како резултат е дека е голем потенцијалот на меките мерки кои што можат да доведат до намалување на потрошувачката на енергија. Значи, без било какви инвестиции, компаниите можат да намалат и до 10%
потрошувачка на енергија. Во разговор со луѓето кои што го имаат имплементирано проектот на УНИДО, ни беше кажано дека потенцијалот на меките мерки се подценува кога се прават првичните пресметки, меѓутоа при реалната имплементација многу кратно се надминува. Пример ни беше посочен во одредена компанија дека одредена машина работела и во смената кога немало работници на таа машина, значи континуирано 24 часа работела машината и покрај тоа што немало ниту производство на неа, ниту имало кој да управува со неа. Како резултат на исклучување само на оваа машина се добило намалување на потрошувачката од таа машина за 30%. Емисиите на стакленички гасови од имплементирање на овие мерки може да се намалат за 14%. Она што е важно дека имплементирањето на мерките во индустријата значи не само намалување на емисиите на стакленички гасови во секторот индустрија, туку намалување на емисиите на стакленички гасови кои што доаѓаат и од секторот производство на електрична енергија, затоа што има мерки кои што се поврзани со намалување на потрошувачката на електрична енергија, кои што во индустријата во делот на индустрија не значат намалување на емисии на стакленички гасови, меѓутоа во делот на производство на енергија значат одредено количество на намалување на емисии на стакленички гасови. Затоа, за да го видиме вкупниот потенцијал на мерките, овде се ставени вкупните емисии кои што се и во секторот индустрија и во секторот производство на електрична енергија. Така да дојдовме до резултати дека 14% може да се намалат емисиите на стакленички гасови. Во делот на локално загадување, речиси целосно се анулираат гасовите SOx и CO емисиите, додека NOx се намалува некаде за околу 60%. Она што е интересно е дека имаме преклопување на одредени мерки и затоа потенцијалот за намалување на SOx е над потенцијалот кој што е над реалните емисии кои што се случуваат кои што се дефинирани во сценариото без мерки. За да се избегне ова преклопување на мерките, затоа што, например, ако преземеме одредена енергетска ефикасност во објектот на зградата, тогаш ќе ни треба и помал систем за грејење. Затоа, креирано е сценарио кај што се имплементирани сите мерки. Но пред тоа, да кажам само дека вкупните инвестиции потребни се некаде околу 1 милиарда евра за да се имплементираат сите овие мерки, од кои што најголем дел се во промена на процесот, но значително влијае и изолацијата на објектите, каде што потребно е да се инвестираат некаде околу 200 милиони евра, пред се затоа што се работи за големи индустријски капацитети и потребни се големи инвестиции за намалување на потрошувачката за изолација. Системите за пареа учествуваат некаде со околу 144 милиони евра. Она што е различно во однос на третиот двогодишни извештај за климатски промени е дека имаме 500 милиони евра дополнителни инвестиции кои што се резултат на новите мерки како што се изолацијата, системите за пареа, замена на моторите, придонесуваат за овие дополнителни 500 милиони евра инвестиции во индустријата. Сите мерки имаат, значи ако го видиме потенцијалот на мерките и инвестицијата во самата мерка, сите мерки имаат негативни специфични трошоци, освен мерката изолација на самите објекти. Негативни специфични трошоци значи дека освен што ги намалуваат емисиите на стакленички гасови, тоа го прават по цена која што е пониска споредено со основното сценарио. Односно, доколку одиме по на бизнес as usual сценарио, ние би потрошиле повеќе средства споредено со доколку би ја имплементирале мерката. Само мерката изолација на објектите, на зградите во секторот индустрија има позитивни специфични трошоци. Доколку би ги имплементирале сите мерки за штедите, затоа што имаме, како што кажав, преклопување на одредени мерки, за штедите, например, на финална енергија наместо 28 се сведуваат на 24% споредено со сценариото без имплементирање на мерки. Најголемиот потенцијал во намалување на енергијата доаѓа од индустријата за железо и челик и од индустријата
и од останатите индустрии, затоа што овде се користи и најголемото количество на јаглен, кое што, како што реков, се исфрла како резултат на промена на процесите и воведување на данокот на CO2. Од друга страна, имаме зголемување на природниот газ и на обновливите извори на енергија пред се на биомасата. Гледано по индустријски гранки, најмногу потрошувачката се намалува во секторот за железо и во останати индустрии, додека во хемиската индустрија имаме најмало намалување на емисиите и тоа за 18,8%. Она што го видовме од студии на светско ниво кои што ги анализиравме е дека потенцијалот во различни индустрии се движи во границите помеѓу 17 до 30%. Така да ние сме некаде во тие граници кои што се дефинирани со студиите кои што го анализираат потенцијалот на светско ниво во индустриите. Сега зависи која индустрија колку учествува на светско ниво. Например, кај нас индустријата за железо и челик учествува многу пати повеќе споредено со на светско ниво колку учествува оваа индустрија. За реализација, како што реков, се потребни за реализација на ова сценарија со сите мерки кои што се имплементирани се потребни околу милиарда евра и најголем дел од инвестициите доаѓаат во периодот после 2035 година, гледано годишните инвестиции, затоа што и овде се потребни најголемо да се направат промените на процесите како резултат на воведување на CO2 таксата. Емисиите на стакленички гасови се намалуваат, вкупните емисии се намалуваат некаде за околу 12% и повторно најголемото намалување доаѓа во период после 2030-35 година, кога се целосно исфрла јагленот од употреба и се заменува со природен газ. Во делот на локални емисии, сега кога зборуваме за локалните емисии, би сакал да напоменам дека ова се емисии пресметани според методологијата, тие реден методологијата која што вели дека колку се троши одредено количество на гориво, толку се помножени со соодветен емисионен фактор се добиваат емисиите на локалните емисии. Меѓутоа, локалните испуштувањето на овие емисии во воздухот зависи од еколошките стандарди кои што ги презела самата компанија. Но како и да е, имплементирањето на мерките доведува до намалување на SOX за 98%, CO за 85%, а PM емисиите, PM10 и PM2 се намалуваат негде за околу 74%. Она што ни беше првична цел на студијата е да имаме зголемување на бруто домашниот производ, а намалување на потрошувачката на енергија. Тоа е и постигнато, односно да имаме раздвојување на индексот на растот на индексот на индустријско производство и намалување и растот на потрошувачката. А тоа го добиваме и како резултат. Овде е прикажан само секторот за железо и челик, каде што се гледа дека со имплементирањето на мерките имаме се поголемо раздвојување помеѓу растот на индустријата и потрошувачката на енергија во овој сектор. Тоа е све што имавме да презентираме. Доколку имате прашања, слободно. Овде сме да ги разјасниме некои работи, доколку не се јасни или не беа опфатени со презентацијава. Благодарам, Александар. Како што кажав на почетокот, мислам да слушнеме Јасмина, па после ќе имаме сесија на прашања и одговори, па кој како ќе прашува, ќе ги вклучувате вашите екрани и ќе, за да може, ако треба некои слайдови да се дополнително видат и појаснат. Јасмина, ти ќе презентираш или Пепа? Јас ќе презентирам, да. Фала ти, Паля. Така, јас само накратко низ тоа што поминавме ние заедно со Пепа кога што работевме нова. Ќе се надоврзам на тоа што го кажа и Александар, дека собирањето на податоци, најмногу за креирањето на извештаите, е еден од најмако трпните работи, особено во секторот индустрија, затоа што не е регулирано. Повеќе би кажала, не се имплементираат регулираните активности и е многу тешко да се направи комуникацијата. Воспоставувањето на одржлив систем од друга страна за собирање на податоците
е основа за сите климатски политики. И затоа ние низ овој проект и со нашата работа се потрудивме со оваа работа да моментално ги поставиме работите транспарентно, да покажеме како тие функционираат, а исто така и да дадеме предлози кои што би биле корисни за да може да се подобри целиот процес. На овој слайд гледате шемата која што ние искреиравме, која што всушност е направена на основа на законите и правилниците кои што се користат за да може да се добијат податоците од самата индустрија, кои што податока се користат за извештаите до UNFCCC, до EU, зависно од потребите кои што се прават. Индустријските постројки се поделени со А и Б еколошка дозвола, зависно од нивната работа и големина. И со тоа се поделени и нивните активности, поточно барањата од нив кон тоа кој и правилата кон кого треба тие да известуваат. Информациите од нив одат до Министерството за животна средина, Заводот за статистика, како и локалната самоуправа. И сите тие на крај завршуваат во Министерството, кој што понатака се оди во годишен извештај. Заводот за статистика, по Законот за статистика, директно ги комуницира овие постројки и ги добива од нив на месечно, на полугодишно или на годишно ниво податоците кои што им се потребни, меѓутоа тие податоци не се доволно корисни за да може да се направат висококвалитетни или пресметки кои што се корисни за во извештаите со високи методологии. Локалната самоуправа исто така на основа помалите Б постројки имаат обврска да ги известуваат своите емисии, својата работа кон локалната самоуправа, која што потоа има обврска според Законот за животна средина да известува до Министерството за животна средина и просторно планирање, и тоа е регулирано со правилници. Тие правилници во пракса не се почитуваат доволно, со тоа и податоците кои што се потребни за да се изработат на крај овие годишни извештаи е многу тешко да се направат. Од тука креаторите на извештаите ги контактираат директно самите индустријски постројки кои што не секогаш и одговараат. Поточно истото се случува и со тоа што тие не ни одговараат на веќе законските поставени правила и на барањата кои што ги добиваат и директно од Министерството. Со тоа што и самиот процес е разбирливо да не може толку лесно да се одговори, бидејќи е комплициран и тој треба да се изработува, е побарано од нив да биде изработен електронски, меѓутоа тој не оди дигитално. Нашата забелешка и тоа што го забележавме и генерално во сите сектори е дека дигитализација ќе олесни и ќе биде многу од голема корист за сите страни кои што им се потребни, кои што треба да известуваат или кои што треба да ги користат тие податоци. И покрај тоа што за секторот индустрија постои алатка веќе која што е креирана за известување и за да може конкретно да се добијат податоците кои што се потоа корисни за Министерството и за креаторите на извештаите, таа не се користи, не е прифатена од страна на самите постројки, а секако со тоа што и не постои законско решение, не може да се постави врската конкретно. Од тука, согласно земајќи ги предвид сите поставени правила и законските акти кои што постојат, предлогот кој што можеме ние да го дадеме и забелешката која што имаме, дека би било корисно доколку во законот се имплементира или се додаде само еден став каде што кој што веќе постои дека самите постројки треба електронски да ги даваат податоците, да се промени само дека треба дигитално да ги даваат податоците, со тоа што ќе им се овозможи софтвер со кој што они ќе можат директно, без воопшто да вршат дополнителна комуникација, да ги достават овие податоци и така да се намали целата макотрпна работа која што оди сега и да се намали комуникацијата, а се со цел да биде што поефикасно
и попрецизно давањето и добивањето на овие податоци. Јас толку имам да кажам за оваа шема и за работите кои што ние ги најдовме за сега. Постојат нови предлози за имплементирање на оваа дигитализација. Постојат и повеќе софтвери кои што се користат и софтвер нов кој што се гради. Па би сакала да слушнам, веќе ние се консултиравме со луѓето кои што работат ново со Илена, со Верица, со Ману. Би сакала да слушнам од другите страни да што исто така мислат за овој процес, дали ова што ние го имаме изработено какво е нивното искуство, дали имаат информација во врска со тоа како се имплементира, не се имплементира и што може да се подобри, како би можеле ние нешто да направиме за да може тоа да се промени за поедноставување. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, Јасмина. Да чуеме од Министерство за економија мислење. Фала за презентацијата, навистина супер презентации. Една различна перспектива за тоа што ние го зборуваме во Министерството за економија од аспект на развојот на индустријата и зголемување на конкурентноста. Морам да кажам дека кога се развиваше документот Индустријска политика Industry 4.0 и документите од Европска унија ни беа како воделка, така да тие до негдека мерките што се во стратегијата се веќе во таа насока. И мислам дека треба да се имаат во предвид и мерките кои што Министерството ги имплементира преку годишната програма за конкурентност, иновации и предприемништво, затоа што ние и минатата година и оваа година имаме мерки за поддршка на фирмите од преработувачката индустрија, тоа до 5000 евра, за воведување на стандардот ISO 50001. Потоа имаме за воведување на да изработка на проекти за циркуларна економија. Значи, фирмата која што има таква идеја и сака да го разработи целиот проект, кои се тесните грла, какви преструктурирања требаат, може да се земе, значи може да се добие финансиска поддршка. Потоа имаме мерка за поддршка на дигитализацијата во преработувачката индустрија, за дигиталната трансформација, што опфаќа и воведување на разни софтвери кои што име се воведување на софтвер во насока на подобрување на конкурентноста, работењето во предпријатието, зголемување на продуктивноста, дигитален маркетинг, значи сите тие аспекти што ги зборувавте и вие од аспект на енергетската ефикасност и намалувањето на потрошувачката на енергија, може да се стават и во тој контекст, значи таков проект може да биде кофинансиран. Имавме и мерка, имаме се уште мерка за фотонапонски, за изработка на проект за воведување на тие фотонапонски панели, кој што беше во координација со секторот енергетика, односно со стратегијата за развој на енергетиката. Значи, имаме мерка за кофинансирање за набавка на машини, кој што се можеби индиректно е поврзано со тоа, но сакам да кажам дека исто и минатата година и оваа година предвидена е обука за циркуларна економија за преработувачката индустрија. Значи, лани мислам дека со Технолошки факултет ја организираа, така да и обуки за зеленување на индустријата. Значи има многу аспекти кои што може да се преклопат, затоа што ние секогаш зборуваме од аспект на конкурентноста, повеќе во аспект на интернационализација, создавање на нов производ, иновации. Овој аспект е важен, ама некако не знам, не го анализираме толку многу, што мислам дека е добро да се координираме и да видиме во мерките кои што ги имаме и преку програмите, а секако и сега е планирањето за ИПА тројката, каде што може би е добар момент да се отворат и да се побараат средства за имплементирање на конкретни проекти, затоа што минатото програмирање кога беше за ИПА, дури се отвори прашањето, Европската делегација го отвори прашањето за циркуларната економија да се финансираат проекти, ама некако тој проект не успеа, можеби не бевме ние доволно спремни за дискусија, ама мислам дека заеднички можеме многу повеќе да придонесеме. Мислам дека тоа е сега за сега како мој придонес. Јас зборувам, а не сум уклучила микрофон. Благодарам многу. Александар, може повеќе нешто да кажеш во однос на оние работи што ги спомена Јасмина, како акции од рамките на Министерството на економија, колку се земени во предвид тука. Јас би сакала само да надополнам во врска со циркуларната економија. Значи,
ние ќе објавиме наскоро оглас за двајца консултанти, еден меѓународен и еден национален, кои што треба да започнат со анализи во областа на циркуларната економија од аспектот на отпадот. Значи да направат како некој rapid assessment report за ситуацијата и за можностите за вклучување на аспектот на циркуларна економија од аспект на климатски промени, како и некој краток полиси бриф кој што би бил токму за креаторите на политиките. Па ако е во ред, Јасмина, ќе соработуваме повеќе на оваа тема. Александар, дали имаш нешто да додадеш за коментарите на... Ало, ме слушат? Да. Добро. Благодарам многу за конструктивната дискусија. Мислам, она што го зборувавте дека сме некако во иста насока одиме. Ние при изработката на овој документ и разгледавме детално и стратегијата за индустрија за период 18-27 година. Меѓутоа, како што рековте и вие, таа го гледа делот на индустрија од малце поинаков аспект отколку ние што го гледаме во овој документ. И затоа ни беше идејата некако да направиме сврзување на тие две работи. Со она што кажате дека давате грантови, таа информација не ја знаевме, меѓутоа ќе ја додадеме во самиот документ кога зборуваме за ISO 50001 дека Министерството дава и одредена поддршка за изработка за воведување на 50001 стандардот, а во делот на пиви на кров за индустријата, значи индустријата е доста широка. И Павлина спомна сега циркуларна економија во делот на отпад во индустријата. Не во индустријата, само општо за отпад. Циркуларна економија во отпад. Добро, окей, за отпад. Меѓутоа тоа вклучува и делот индустријата. Сега, таа мерка, например, ние во третиот двогодишен извештај за климатски промени имаме предложена мерка во делот на отпад кој што се однесува на индустријата. Исто во делот на енергетика имаме пиви на кров кои се однесуваат до домакинствата и индустријата. Така да, затоа овде не ги ставивме тие мерки, туку се насочивме само на мерките кои што можат директно да се преземат во самата индустрија. Додека, како што реков, пиви на кров се разгледуваат во енергетика, а отпадот, управување со отпадот во индустријата е разгледуван во секторот отпад. Меѓутоа, можеме да додадеме во самата студија дека имаме поврзување на некој начин на секторите отпад, енергетика со индустрија. Значи, тоа е измеѓу себе се испреплетени овие сектори. И затоа и реков дека една мерка преземена во индустријата ќе придонесе и за намалување не само на потрошувачката, не само на емисиите на стакленички гасови во индустријата, туку и во делот на производство на електрична енергија. Она што гледам дека имаше прашање од Марија. Маријан, ќе го вклучиме, само јас нешто во врска со ова што го зборуваш до сега сакам дополнително да прашам. Дали се финансиите кои што ги дава Министерството за економија расположливи на веб страната? Дали би можеле, Александар, да ги искористите во смисол да пресметате колкав процент од тие потребни инвестиции Министерството за економија веќе со вакви акции покрива? Значи, програмата Конкурентност, иновации и предприемништво се наоѓа на веб страната на Министерство за економија. А исто така што е важно дека ние сега направивме и нова програма за согласно со COVID-19, така да таа мерка за поддршка на фирмите за енергетска ефикасност останува. Значи дека ќе има дури и повеќе средства во следниот период за воведување на тие стандарди. Во секој случај може, јас сум од понеделник на работа, така да може да ги доставам сите материјали кои што се поважни, може да се чуеме и телефонски. Така да се што е поврзано со програмата и со условите кои што се за аплицирање може да ви ги доставиме. Благодарам. Маријан, да не читаме, ќе се вклучиш ли? Пале, само ако може пред да се вклучи Маријан да додадам нешто, затоа што Министерството субвенционира
воведување на 50.001 стандардот, во МРВ шемата можеби треба да се додаде како извор на податоци, не знам сега дали министерството да ги собира, доколку субвенционира, претпоставам дека собира и некои повратни информации колку од тие компании инвестирале, колку заштеди на енергија добиле и така натаму. Така да мерките кои што ги презема таа индустрија која што го имплементира стандардот 50.001, податоците би можеле можеби да се земаат или од компаниите кои што имаат 50.001, затоа што не мора да значи дека имаат интегрирана дозвола овие компании. Можат да ги земаат, не знам, од министерството доколку ги собират тие податоци исто. Лендита, не знам дали може да се вклучиш дали овие податоци околу ИСО стандардите Министерството за животна средина веќе ги собира? Дали имаш сознание за нешто такво? Јас ќе разгледам и ќе да разговарам со колегите што ги изработуваат дозволите, бидејќи јас не ги работам лично дозволите. Тие имаат список на сите инсталации издадени дозволи и на сите инсталации кои веќе имаат некои стандарди, со стандард за животна средина и за квалитет. Ќе бидеме у контакт за да ви ги... Да. Дали нешто друго имаш да ни споделиш, еве, како иницијално од денешнава презентација, твое видување на целава слика? Вака, повеќе податоци имаше околу стакленичките гасови. Јас малку покасно се уклучив, бидејќи истовремено бев и на некоја друга конференција. И не знам дали имаше нешто повеќе и за Large Combustion Plants, за емисиите на прашина, сулфур диоксид и азотни оксиди. И не знам дали имаше нешто повеќе за тие инвестиции. Ние сме во контакт со Рек Битола, тие направат некои инвестиции, не знам колку во овој период поради ситуацијата, бидејќи требаше да се објави некој тендер за прашина. Па би сакала да знам дали веќе Александар има некои податоци за инвестициите во термоцентралите во Македонија и за нивната политика, освен за стакленичките гасови. Александар, ако имаш и некој слайд, можеш да направиш шер скрин, да се вратиш на презентацијата. Да, сега ќе се... Еве, во меѓувреме, Наташа напишала дека во апликацијата за добивање на EPPC дозволи сите компании доставуваат информација за поседување на ISO 14001. А сега ние збориме за 15.001? 50.001, вака сега, тоа сакав преска на Марија, затоа што веќе го спомна тоа, ја управо на тоа ќе одговорам. Значи, во самиот закон за енергетска ефикасност е дефинирано, како што реков, кои компании прво треба да прават енергетска контрола и кои компании не треба да прават енергетска контрола. Значи, ако зборуваме за големи компании по законот за трговски друштва, треба да имплементира, треба да прават контроли на секој 4 години енергетска ефикасност контроли. Но, ако го имаат ISO стандардот 50.001, не треба да прават енергетски контроли, или ако имаат исто така, како дел од дозволата, интегрираната еколошка дозвола, имаат и енергетска контрола во самата дозвола, тогаш исто така не треба да прават енергетски контроли, односно тоа им е вклучено во самата енергетска дозвола, она што го спомна и Маријан во самото прашање. Така да тие компании кои што имаат енергетски дозволи веќе на некој начин го имаат исполнето врската од законот. И покрај тоа што 50.001 стандардот е многу по-детален отколку она што се бара по интегрираната еколошка дозвола.
Во делот на прашањето на Линдрита за локални емисии, значи ние не ги разгледуваме емисиите од РЕК Битола, затоа што, како што реков, тие влегуваат во делот на производство на електрична енергија. Овде зборуваме само за индустријата, и тоа се преработувачка индустрија, вадење на руда и камен и градежништво и преземање на мерките во овие индустрии, во овие сектори. Како резултат на имплементирање на мерките кои што ги предлагаме ние, SOX може да се намалат некаде за 98%, односно со самото тоа што се анулира потрошувачката на јаглен, нема од каде да има создавање на SOX емисии, додека CO се намалуваат за 84%, а PM, кои што ги спомнавме, PM10 и PM2,5, се намалуваат за 74%, за околу 74%. Тоа е во делот на локалните емисии и придобивките што би можеле да ги имаме со имплементирање на овие мерки кои што ние ги предлагаме. Александар, малце, само, ја не знам дали кај мене кочи интернетот, ама одеднаш многу брзо ми доаѓаат зборови во однос на локалните емисии. Значи, станува збор за намалување на емисии кои што во моментов ги емитува секторот индустрија. Значи, не зборуваме општо за намалување на севкупните емисии на SOX или PM честички. Да, така, зборуваме, затоа што разгледуваме само секторот индустрија, зборуваме за локални емисии кои што доаѓаат од овој сектор. Значи, тоа треба да се надополни јасно да се каже во извештајот. Да, напишано е дека во индустрија влегуваат само овие три сектори според националната класификација на дејности. Тоа се вадење на руда и камен, преработувачка индустрија и градежништво. Добро, Маријан, дали сакаш да се вклучиш да дополниш во однос на твоите коментари? Се слуша? Да. Да? Океј, па само на кратко, како до објаснување. Многу фина беше презентацијата на Александар, пошто е онака убав пресек дава и секако доста комплементарно беа корисни информациите од господјата од Министерство за можностите, за поддршка, или за такви мерки. Оно што го спомнав јас во коментарот, што кај еколошките дозволи, кај сегашните еколошки дозволи, може да се најдат и се наоѓаат услови кои се поврзани со управување со енергија, со контрола, со енергетска ефикасност. Во смисла на подготовка и имплементација на документи поврзани со овој аспект. И тоа самата надлежност над енергетската ефикасност и енергијата е во друго министерство, а со тоа и знаењето и надзорот и се што е поврзано. Од тука се јавува, мислам, јасна потреба од координација во овој дел, за да може да на крај да се очекува и подобра имплементација. Не знам дали има направено некаков пресек моментално во Министерството за животна средина, зборам за делот за еколошките дозволи, во каков процент е имплементацијата на конкретно на овие обврски што се поврзани со енергетиката, за да се види ефектот нивни, тоа би било интересно. Од друга страна, ми се познати резултатите на УНИДО проектот, no cost и low cost мерки во индустријата носат големи, може да донесат големи придобивки, нели? Во смисла на заштеди, се поврзани со помали, да речем, трошоци и реално се попримамливи или полесно може да се очекува дека ќе бидат, односно побрзо може да се очекува да бидат имплементирани од индустријата. Тоа го покажуваат резултатите, а истите кои би биле рефлектирани на цела индустрија би донеле големи придобивки. Но тоа повторно би требало да оди заедно со техничка и со финансиска поддршка, ако сакаме да очекуваме поголеми придобивки на крај.
Тоа, Маријан, што зборуваш no cost и low cost мерки, тоа се тие меки мерки, Александар, ти што ги спомена? Александар? Нека каже Александар. Да. Правоставувам да. Ало? Ме слушаш? Да. Тие се тие меки мерки за кои што зборуваме ние и кои што ги спомна Маријан. Еве чисто како податок исто од имплементирање на ISO 50001 стандардот од страна на UNIDO и РЕЦ. Најголем дел од компаниите го имаат прво имплементирано и така си препорачува овие меки мерки и имаат некаде од 3 до 5% заштеда постигнато на енергија само со имплементирање на овие меки мерки. Добро. Иван и Наташа после. Јас мислам место да пишувате, може слободно да зборуваме, не сме многу и можеме да се чуеме сите. Здраво, ме слушате? Да. Да, значи јас само сакав да прво супер презентација, многу ми се свиѓа како се систематизирани наудите од проектот на UNIDO и заклучоците кои што ги излекувате. Само сакав да потенцирам дека многу е важно кога се следат заштедите на енергија во индустријата, да е добар аршинот, односно начинот на кој што тие заштеди се мерат. Заради тоа што во некои компании имавме потешкоти да го убедиме менеджментот дека заштедите не треба да ги следат по енергија по единица производ, бидејќи во тој случај може крајниот резултат од мерењата да биде под влијание на други фактори кои што немаат врска со мерките за заштеда на енергија, како на пример климатски фактори, кога е потопла зима, помалку енергија се троши за загревање или изменет обем на производство и така натаму. Значи, доколку понатаму се регулира ова подрачје, UNIDO, методологијата на UNIDO предлага принцип на линеарна регресија, односно регресиона анализа. Се одредува базна година во однос на која се мерат заштедите и се контролира за оние фактори кои што ги наведов, за да за на крај заштедите го прикажат реалниот ефект на применетите мерки. И уште една работа во однос на меките мерки. Една категорија на мерки во таа категорија на no cost и low cost или меки мерки што даде добри резултати беше и стеснување на оперативните параметри на опремата. Например, работа на печки која што е поставена на повисока температура од оптималната, постепено во соработка со инженерите се намалува до точка до која што тоа нема ефект врз квалитетот на финалниот производ, но значително влијае врз намалувањето на потрошувачката на енергија. Така, тоа сега за сега. Благодарам. Наташа? Дали се слушаме? Да. Поздрав за сите вас, одлична презентација и корисни информации, верувам, и за мене секако, верувам и за другите. Значи, посебно ми е драго што делот за циркуларна економија е уствари логично продолжување на досегашните ваши активности, затоа што, како што напиша во коментарот, енергетската ефикасност ги засега сите производствени капацитети и секако дека има придонес во намалувањето на стакленички гасови, со тоа што постои еден значителен дел кој што би можел да биде намален доколку имаме правилно и вистинско спроведување на циркуларна економија. Значи, не зборувам сега за индустрии кои што генерираат CO2 од самото производство. Цементарите си генерираат CO2 како дел од технолошкиот процес. Меѓутоа, ако можеме
али да користиме алтернативно гориво, фосилни горива да се заменат со алтернативно гориво. Ако можеме тоа што би се депонирало да се искористи во некој друг процес, практично да го продолжиме векот на производот преку циркуларна економија, мислам дека ќе заштедиме или ќе намалиме емисии не само во секторот индустрија, секако и во секторот отпад, па и во делот за енергија, мислам дека ќе бидеме подобри. Така да посебно ме радува овој дел дека ќе имате следна активност во која што ќе правите проценка за можност за искористување на отпадот во циркуларна економија. За сега толку. Дали, Наташа, евентуално имаш нешто да искоментираш во однос на шемата што беше презентирана? Може Јасмина да ја ставиш на скрин? Да, значи, она беше начинот на известување. Да, тоа е начинот на известување со тоа што компаниите кои што се носители на еколошка дозвола, интегрирана еколошка дозвола, не известуваме само во министерство, туку, например, за неопасен отпад известуваме и во локалната самоуправа. Па така може да се додаде и контуалинг. Значи, иако согласно интегрираната еколошка дозвола имаме годишен извештај кој што известуваме во Министерството за животна средина, сепак за неопасен отпад известуваме во општините, а за опасен отпад во Министерство. Во однос на самиот процес на известување, вие долги години известувате. Да, и да сум го кажала тој мој став дека одамна сите правиме напори, меѓутоа некако како бавно да стигнуваме до целта. Знаете, и сега слушам, ќе имаме нов софтвер, ќе имаме нова дигитализација. Знаете ли кое е практичното искуство низ овие 7-8 години како имаме нови софтвери? Да, ние правиме нов софтвер, доставуваме информации, значи се пријавивме да бидеме пилот компанија во тој Бубе софтверот што е. И доставуваме електронски информации и после истите информации пак на хартија ги пишуваме. Така потребно ни е, како да ви кажам, не зборувам конкретно за овој софтвер или конкретно само за делот за отпад или за делот за енергија. Реално потребно е да почнеме да веруваме на дигиталните алатки. И тоа секако важи и за интерно известување, не важи само за известување. Мислам, ова што го зборувам, не го зборувам само како потреба за известување према Министерство за животна средина, туку генерално имаме многу хартија, а не повторно слушам дека колегите имаат проблем да стигнат до соодветен податок. Како е можно да не се стигне до податок кога толку многу податоци презентираме? Тој дел не знам, не се сеќавам сега кој рече дека имало проблем да се стигне до податоци, меѓутоа толку беше генерално кажано, не важи за сите индустрии, затоа што некој Предпоставувам дека е така генерално кажано, меѓутоа многу се јасни законските барања и доколку ако ги почитуваме тие барања, тогаш многу податоци се обврска, не е веќе дали сака индустријата или не сака, него е обврска да презентираме. Благодарам. Јасмина, само што во однос на шемата и лендита, ева од вашево досегашно искуство, мислам дека и Бојана е тука од секторот енергетика, па не знам, дали имате некои забелешки, дали нешто треба да се додаде во однос на постечката легислатива? Не мора сега да кажете, мислам чисто да размислите. Ние секако овие документи ќе ги пратиме за да ги разгледате детално и да ни дадете дополнителни забелешки, само чисто првични размислувања или нешто што е така ептен боде очија треба да се додаде.
Пред да се уклучат од Министерство, јас би сакала на ова да се надоврзам исто и да прашам, бидејќи спомна Јасмина за дигитализација, дека ја помагаат, субвенционираат, исто така и они иницираат дигитализација во во индустријските построки, генерално во целата индустрија, во секторот индустрија, што ти опфаќаат и како се наменети да се користат, како би требало самата постројка да ги употребува, каде тие податоци ќе бидат, дали ќе бидат јавно достапни, дали се интерно само за компанијата, дали се само за Министерството за економија наменети, што опфаќаат и зашто и како самите индустријски постројки би ги користеле самата инсталација. Затоа што, како што кажа Наташа, УСИ како голема компанија и општествено одговорна, како што се прокламира, има и средства и услови за да може тоа да го направи. И тоа се многу мал, како УСИ се многу мал дел од индустријските постројки кои што тоа и го прават всушност. Меѓутоа голем дел од другите немаат капацитети, што човечки, што финансиски, без разлика, може би немаат ни интерес и затоа се комплицира целиот процес на известувањето. Како тоа економија со дигитализацијата го планира и дали е во координација со со Министерството за животна средина, кое што исто така работи на дополнителен развој на софтвери во однос на известувањето и на работата на индустријските постројки. Ви благодарам. Значи, од аспект на дигитализацијата, ние не зборуваме за ова дигитализација, вие што ја разбирате. Значи, зборуваме дигитализација на производствените процеси, дигитализација во поддршка на бизнисот и производството. Секако дека кога ги работевме мерките, зборувавме и со МАСИТ, нели, и дигиталната, гледавме што и другите држави поддржуваат во аспектот на дигитална трансформација на фирмите. Така да предвидено е, например, примериме, набав на систем на Enterprise Resource Planning, потоа има за Customer Relation Management, систем за компјутерска безбедност, дигитализација во производството и дигитален маркетинг, односно изработка на веб платформа. Значи, сите тие софтвери кои што се потребни за подобрено организирање, работење, организацијско работење, производството, сите фирми од преработувачката индустрија може да побараат поддршка до 5000 евра за воведување и развивање на таков систем. Значи, дигитализацијата индиректно може да опфати и ова што зборувавме за енергетската, подобрување на самата организација во аспект на енергетска ефикасност, намалување на трошоците во енергијата, ако има некој посебен софтвер кој што може да се воведе, секако и дека тоа се опфаќа во таа дигитална трансформација, тоа што сето тоа доведува до поголема продуктивност, поголема конкурентност, значи се е во таа насока, така да ние тоа го подразбираме по дигитална трансформација, тоа што го има и ги имаат и другите држави, например гледавме примери од Словенија и други европски земји. Digital transformation, значи од аспект на самата фирма, тој чекор во развојот на фирмата. Сега не знам во овој дел со еколошките дозволи, со енергетската ефикасност, каков тип на софтвер е потребно, но секако дека и тоа влегува индиректно во таа подобрена организација и работење на фирмата. Ако тоа е одговор. Баш така, дали се мери влијанието врз животната средина, мислам, генерално, отпечатокот што го оставаат самите компании со секој свој процес, бидејќи исто, нели, на енергетската ефикасност и намалувањето на потрошувачката на енергија е еден вид. Дали тоа е мерливо, дали е предвидено да биде мерливо преку самиот софтвер? Моментално мислам дека не е тоа предвидено. Значи, ние не ни бараме такви повратни информации, затоа што фирмите, зависно што е нивниот приоритет, така и ги дизајнираат нивните проекти за кои што бараат поддршка. Значи не е тоа унифицирано, но е индивидуално според самата компанија. Да, баш во насока на индивидуален развој на фирмата. Ви благодарам. Лендита, дали имаш да дополниш нешто од аспект на... Па не, за вака согласно законот за енергетска ефикасност, некои одредби за стандардите се ставени истовремено и во дозволите, интегрираните еколошки дозволи. Не знам, во наредниот период веројатно ќе имаме соработка и со Министерство за економија
за да си ги усогласиме овие работи. Сепак мислам дека малку сме рано да разговараме за нешто по-конкретно. Добро, благодарам. Малце да ја земеме во предвид и иднината, или ти спомена дека работиш на подготовка на законот и стратегија за климатска акција. Дали би можела да ни кажеш дали има нешто што се предвидува во тој закон или во стратегијата што би било убаво да се опфати или во оваа шема или евентуално во анализите што ги Ману подготви? Тоа е за мене? Не, за Елена. Добро. Значи вака, во нацрт решението за законскиот акт се предвидува директно рапортирање од индустријата кон министерството, со тоа што планот беше EMBI софтверот што се изработи во рамките на ТНЦ, на некој начин да се заживее со законот и да се известува интегрирано преку ова решение. Со тоа што сега огледано тоа од правен аспект треба да се додефинираат многу работи. Прво да се додефинира она листа на EU на ETS и non-ETS инсталации. Онаму каде што имаме ETS инсталации, значи да се на некој начин да се улесни известувањето да не биде дупло и така натака. Значи да се идентификуваат сите инсталации кои што ќе подлежат на овие известувања и така натака. Значи доста е комплексен процесот, бидејќи за да се зададе законска обврска кон некое правно лице, правното лице треба да се на некој начин да се наведе со директно со име на правен субјект и така натака. Ние како таква толку детална листа на сите индустријски субјекти А, Б, со кои што имаат А и Б дозволи, елаборати и така натака, немаме како и не можеме толку опширно сега уште во првата фаза на законот да го ставиме како такво. Така да мислам дека најдобро решение, се уште сме го во преговори со министерството, но најдобро решение ќе биде да се стави некоја на intermediate solution, значи почетно решение во кое што ќе се овозможи индустриите, тоест ќе се даде правен основ за индустриите да рапортираат, а понатака во некое значи со некое друг проект или со некое друго решение, законско решение, да речеме подзаконски акт, да се додефинираат тие листи на кои институции би требало да рапортираат. Но како и да е, тоа ќе го дискутираме за брзо време, ќе имаме и драфт закон и подзаконски акти, и тоа ќе биде финално дефинирано. Конкретно оваа недела имаме состанок со министерството и ќе зборуваме, ова не е еден од главните аспекти кои што треба да се зборуваат. Благодарам. Колку што се сеќавам, поделбата на А и Б еколошки дозволи не соодействуваше со ETS и non-ETS поделбата, така? Да, не соодействува. Да, добро. Уште некој нешто да дополни да каже? Не соодветствува, не знам. Да. Тогаш да ви се заблагодарам на сите и за времето, и за коментарите, и за учеството во целата ова презентација и вебинар. Уште еднаш ќе кажам, ова се драфт резултати. Ќе ви бидат сите овие документи испратени, ќе ве замолам да ги разгледате, да ги споделите со уште кој од вашата институција или некој друг сметате дека треба да ги погледне и да даде одговор, за да можеме да ги на некој начин финализираме, иако од досегашното искуство овие МРВ шеми постојано се работи на нив. Никогаш нема финална верзија и не верувам дека ни за скоро време ќе има, но убаво е да се види да се види на слика некако визуелно полесно можеме да го следиме процесот и да видиме каде може да се дополни или нешто подобри. Од мене толку, ви посакувам убав ден и ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Благодариме. Благодарам. Благодариме, пријатно. Чао. Пријатно. Поздрав, пријатно.